помош на Симпсоново правило, само малце, ќе се пресмета овој интеграл со точност до 1 децимала. Формулата за пресметување на овој интеграл со помош на Симпсоново правило ни е ова. Интеграл од А до Б, границите А до Б, значи во овој случај ни се 1 и 2, од некоја функција, во нашиот случај е на x врз x на квадрат, се пресметува по оваа формула h врз 3 по y0, yn, оваа се првата и последната вредност на y, тука се непарните помножени по 4, збир од непарните, значи y1, y3, y5, зависи колку ги имаме. И овде се парните помножени по 2, y2 плюс y4, y6, значи зависи колку ќе ни се појават, сега ќе видиме натаму во задачата. Најважно и најтежок дел од задачата е да се одреди Х колку е. Ова Х, чекорот Х. Х ќе го одредуваме по оваа формула, B минус А по Х на четврта врз 180 по М4, каде што М4 е максимум од четврти извод на функцијата, значи f, ова ни е 4, од x. Максималната вредност, ќе најдеме четврти извод и потоа за која вредност во овој интервал од А до Б, кај нас тоа е од 1 до 2, во овој интервал, за кој број четвртиот извод ќе биде најголем, тоа е бројот М4. И сега Х го одредуваме на следниот начин. B минус А, значи имаме 2 минус 1, сега почнуваме во нашата задача, оваа се формули, оваа и оваа, не се формулите, а сега почнуваме во нашата задача. Значи, имаме B минус А, овде ќе биде 2 минус 1 по Х на четврта врз 180, тоа ни е формулата, по М4 е помало или еднакво од 1/2 по. Бидејќи се бара со точност од 1 децимала, тоа е 1 по 10 на минус прва. Со точност до 2 децимали, ако имате 10 на минус втора. Со точност до 3 децимали, ако се бара по 10 на минус трета. Така ќе ја запишеме формулата. Тоа е правилото. И сега од тука да најдеме колку е Х на четврта. Заменуваме 2 минус 1 врз 180, ќе го пресметаме 1 врз 180 по М4. Важно ни е да го најдеме М4 и после лесно како во равенка ќе најдеме Х на четврта. Сега, во овој случај, малку е посложен четвртиот извод од оваа функција. Прво бараме прв извод. Од e на x врз x на квадрат, правилото како беше? Изводот e на x е e на x по x на квадрат. Минус, сега ова се препишува по извод од x на квадрат, тоа е 2x врз x на четврта. Тоа е количник, еве да ве подсетам како е u врз v, формулата u прим по v минус u по v прим врз v на квадрат. Значи, извод од првата, од броителот по именителот. Овде нема извод. Значи, само се препишува именителот, минус, сега првото се препишува, односно броителот, по извод од ова, од x на квадрат е 2x врз x на четврта. И овде сега ќе извлечеме x и e на x за овие два члена. X и e на x, од овде ќе остане едното x, од овде останува двојката. X на четврта со оваа x се крати, останува e на x минус 2 врз x на трета. Тоа е првиот извод, натаму стануваат потешки. Посложени, не потешки, има повеќе работа. Сега треба да најдеме извод на првиот извод, тоа е втори извод. Значи, втори извод на функцијата е извод на ова. E на x минус 2 по x на трета. Пак по правилото
за количник. Извод од броителот, еве ни го оваа, по х на трета минус оваа се препишува по извод од х на трета врз х на шеста. Значи, у врз v у прим по v минус у по v прим врз v на квадрат. Сега овде бараме како количник, како производ. Е на х по х минус 2 прим. Производ беше у по v прим ќе биде у прим исто како ова со знак плюс. У прим по v плюс у по v прим. И ова сега ми е разложено. Извод од е на х по х минус 2, ова ни е у, ова е v. Извод од е на х е е на х по х минус 2 плюс е на х се препишува по извод од х минус 2, од х изводот е 1, од 2 е 0, значи останува само 1. По х на трета го препишуваме. Минус е на х по, ова кој ми е? Аха, у се препишува, еве ова е на х минус 2, се препишува по извод од х на трета, тоа е 3х на квадрат. Значи ова го препишуваме по 3х на квадрат. Врз х на шеста. Х на трета па на квадрат е х на шеста. И сега тука малку ми е среден овој извод. Вака го запишував. Може на било како ќе ви одговара. Прво извлеков х на трета имаме за овој множител. За овој множител имаме х на трета, овде имаме х на квадрат, извлеков х на квадрат заедничко, за да се скрати со оваа х на шеста. И од овде х на трета е извлечено, ќе ни остане е на х минус 2 плюс е на х по во заграда по 1х, бидејќи х на квадрат е извлечено минус, од овде х на квадрат е извлечено пред заграда, останува само овој дел. И тука се крати. Сега да видиме што понатаму останува во последниот ред. Значи, оваа го скративме. Е на х се извлеков пред или измножено ми е на крајот извлеков е на х. Тука се множени со х. Х е на х по х на квадрат. Овде вака ми е направено. Може било како да го средите, но вака ми е направено е на х и х напред како множител, ово х е запишен напред како множител. Е на х е извлечено пред заграда и тука останува х минус 2, а од овде е извлечено е на х, останува 1. Минус 2 плюс 1. И минус оваа го препишуваме. 3 е на х минус 2. Пак е на х пред заграда се извлекува за овој множител и за овој е на х е пред заграда. Од овде останува, ги множев, х по х на квадрат. Оваа минус 2 плюс 1 е минус 1, х по минус 1, минус х. Од тука останува минус 3 по х, минус 3х, минус 3 по минус 2, плюс 6. Врз х на четврта. Ова е вториот извод. Потоа треба да најдеме трет извод. На овој извод да одредиме пак извод и потоа на третиот извод, уште еднаш извод, ќе биде четврти извод. Јас го имам пресметано, само ќе ви го покажам. Може да се реши, ако имате трпение и време, може да се решава вака постепено, а може да се решава и со некој од математичките програми да се најде директно четврти извод. Сега ќе го најдам листот каде што ми е запишан четвртиот извод. Значи, третиот ни е ова, само можеше тука да се упрости минус х и минус 3х, минус 4х да биде. Значи, х на квадрат минус 4х плюс 6 врз х на четврта. И на исти начин како ова што ни е одредено,
ќе најдеме трети извод и пак на исти начин ќе го најдеме и четвртиот извод. Сега ќе го најдам листот каде што е четврти извод одредено колку точно добив јас. Еве го четвртиот извод. Е на х по овој тука израз ми се добива. Значи, баравме колку е m во задачата. M беше максимум на четвртиот извод, максимум од овој извод за x вредности од 1 до 2 во овој интервал. И сега ќе си провериме кога се добива најголема вредност, пак е исто многу работа, може со калкулатор или со некоја математичка програма што пресметува побрзо. За x1, ако замениме овде, значи во четвртиот извод, е на прва по 1 на четврта минус 8 по 1 на трета, овде ги заменуваме плюс 36 по 1 на квадрат минус 96 по 1 плюс 120 врз 1 на 6, значи за x1, и добиваме приближно 30. Потоа ставаме за x 1,2, значи вредности од овој интервал. Се добива помалку, 23,1. Може да пресметаме за x 1,4. Ке видиме уште помалку се добива m, а тука ни се бара максималната вредност. Значи ке го земеме овој број. 30, приближно 30. За m заменуваме приближно 30. Тоа беше целта, понатаму веќе е лесно да дојдеме до тој број. M е приближно 30 и сега се враќаме на почетокот. Значи имавме формула вака. B минус A, на почетокот што реков, за да се одреди H врз 180, по H на четврта, по M4 е помало од 1/2 по 10 на минус прва. B ни е во нашиот интервал беше од 1 до 2, од 1 до 2 интервалот, B ни е 2 минус 1. 2 минус 1 ќе биде 1 врз 180 по H на четврта, а еве го, 1 по H на четврта врз 180 по M го заменуваме 30, помало или еднакво 1/2 по 10 на минус прва. Еве овде го имам запишано истото. 1 по H на четврта врз 180 по 30 помало од 1/2 10 на минус прва. За да имаме точност до една децимала, реков, ако е до 2 децимали на минус 2, до 3 на минус 3 и така натаму, другото се е исто. Од овде, сега тука ни е пресметано H како равенка. Значи го имаме ова. И од тука треба да најдеме колку е H. Јас скратив 30 со 180, се доби долу 6. 30 и 0 со 0, 18,3, долу останува 6. H на четврта врз 6 е помало од... Ова 10 на минус прва е 1 врз 10 на прва. Може да се запише секој број со негативен степенов показател, можеме да го запишеме вака како дробка 1 врз 10 на прва. Па 1/2 по 1 врз 10 на прва, 1 врз 20. 10 на прва е 10, по 2 20. И тука е запишено 1 врз 20. Шеската, ако ја префрламе на другата страна, ќе множи H на четврта е помало од 6 врз 20. H на четврта е H е помало од четврти корен, грешка тука, мислам го немам запишено четвртиот корен, од 6 врз 20, кој ќе пресметате на калкулатор 0,7 и така натаму се добива некој број. Значи, H треба да биде број помало од 0,7. И сега, уште како ќе го одредиме колку точно ќе биде H? За да најдеме колку е H, овој број B минус A врз H треба да биде парен природен број.
Значи 2, 4, 6, 8, 10 и така натаму резултатот да се добие. И пробуваме. Ако замениме за 0 за помал број од 0,7 е 0,6. Ако Х е 0,6. И ставив 0,6 тука. 2 минус 1 врз 0,6, а 0,6 е 6 десетини. Значи 2 минус 1 е 1 врз 6 десетини, добиваме 10 врз 6, а ова ни е дробка, немаме цел позитивен или парен број. Значи за 0,6 не може да биде. Одиме за 0,5. Овде заменуваме. B минус А, B минус А, 2 минус 1 врз 0,5 ако е Х, тоа е 5 десетини. И добиваме 1 врз 5 врз 10, тука ни е главната дробна црта, ќе биде надворешен со надворешен, 10 врз 5 еднакво на 2. Добиваме точно природен број, цел број природен и кој што е парен. 2 е парен број, значи Х може да се земе 0,5. И сега веќе кога ќе го направиме тоа е многу лесно. Правиме табела со чекор 0,5. Само да ги избришам. Вака имаме. Правиме табела и кои вредности ќе ги земеме. Мора да земаме 0, 1 и гледаме до каде ќе стигнеме почнувајќи од 1 до 2 беше интервалот, од 1 до 2. Со чекор 0,5 имам 1, па ако додадеме 0,5 е 1,5 и 2. Значи само тие ни се вредности, па тука за и секогаш почнуваме од 0, 1, 2. Ако имавме повеќе, ќе ставиме 3, 4, 5, односно и од тука се гледа дека одеме до бројот 2, до N2. Од овде што добивме, ама може и вака да си ги наредите колку ќе добиете до тој број N. X ќе ни биде, значи, овие вредности, а Y 0, Y1 и Y2 ги пресметуваме. Ако заменеме за местото на X, прво заменуваме 1. Значи, во интегралот ни беше од 1 до 2, X на квадрат врз ова E на X, почетниот интеграл, E на X врз X на квадрат. И сега за X1 заменуваме овде E на прва по 1 на квадрат. Не е во интегралот, туку само функцијата. И разгледуваме E на X врз X на квадрат. И добиваме E на прва е E, 1 на квадрат 1, бројот E е 2,7183, кој ќе го пресметаме. Потоа за Y1 пресметуваме, ако замениме на местото на E, заменуваме 1, на местото на X заменуваме 1,5 овде и овде ќе замениме 1,5 и кој ќе го пресметав јас на калкулатор, добиваме 1,991. И за 2 исто така, пресметано ми е, на местото на X пишуваме на квадрат, E на квадрат врз 2 на квадрат 4, е 2,7183 на квадрат, ќе го помножиме и ќе го добиеме приближно овој резултат. Знаејќи ја оваа табела, сега се враќаме во почетната формула и ќе го пресметаме интегралот. Почетната формула ми беше вака, ајде ќе ја запишам пак, да се гледам. Ако имаме интеграл од А до Б, f од x dx, тоа ќе ни биде h третина приближно. Ако заборавам, приближно h третина по y0 плюс yn, првиот и последниот, и плюс 4 пати рековме непарните, y1, y3, така натаму, и плюс 2 пати парните, y2, y4, колку ќе ги имаме такви.
Сега во нашиот случај интегралот, овој интеграл ќе биде Х врз 3. Х беше ни 0,5. 0,5 врз 3 и овде пишуваме y0. Еве го y0, ова е 2,713. Плюс последното, y1. Значи, тука ни е на нас y2. Плюс ова, 1,847. И плюс 4 пати непарни. 4 пати, а ние имаме само еден непарен. Ако имаше y3, ќе го ставевме y3 тука. Ако имаше y5, ќе го ставевме и него, ќе ги собереме тие. Ама ние имаме само едно непарно, ќе биде ова. 4 по ова. Парни имаме ли? 2 пати по y2, y4 немаме. Имаме y2, но тоа е последниот член, а тие ги ставаме први. Значи, немаме други со парен. Коли ќе го пресметаме ова, се добива приближно 2,088. Значи, овие ќе ги собереме, прво помножиме овде, па ќе ги собереме сите и помножиме со овој број 0,5 врз 3. Се добива тој резултат. Значи, само ова е формулата и треба само да се одреди Х, малку е поголема постапката за одредување на Х. Инаку, кој веќе ќе знаеме Х, ќе ги замениме вредностите и добиваме приближна вредност со точност до 1 децимала за овој интеграл со Симпсоновиот метод.